Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Ова видео бара малку зимски и студен амбиент, затоа што ќе зборувам за една исландска трилогија, а тоа е трилогијата помеѓу рајот и пеколот од исландскиот писател Jón Kalman Stefánsson. На англиски некои ја преведуваат како Heaven and Hell Trilogy. Jón Kalman Stefánsson го спомнав во едно видео во кое што зборувам за тројца важни исландски писатели. Исто така бев прв читател и напишав кратка рецензија кога излезе третиот дел на оваа трилогија на македонски. Стефансон е познат писател, не пишува нордик ноар, не пишува трилери, ниту детективска фикција, туку баш неговите романи се реалистични романи. И оваа трилогија по која што е најпознат се случува некаде, действието се одвива некаде на почетокот на 20-тиот век во Исланд, и не е во Рејкјавик, во едно споредно мало село, мало градче. И ги исчитав сите три дела и сметам дека ова е едно гениално дело. Не знам дали сте ја читале оваа трилогија, каков впечаток ви оставила ако сте ја читале, меѓутоа моја топ на ова студено време, моја топла препорака. Да ви кажам кои романи влегуваат во оваа трилогија. Значи, прво е овој дел помеѓу рајот и пеколот. Значи, ова е сите се во издание на Антолог и во превод на Ѓурѓица Илиева. Меѓутоа преведувани се од англиски. Ѓурѓица завршила одлична работа, значи преводот е одличен. Значи, ова е првиот дел, вториот дел е Солзите на ангелите. Малку поголем по број на страници, и третиот дел на трилогијата кој што излезе оваа година, кој што со душа чекав да излезе, е Срцето на човекот. Значи, овие три дела ја сочинуваат оваа трилогија, и ако се запрашате што ја прави посебна оваа трилогија, не е толку според мене приказната, колку што е самата проза и начинот на кој што Стефансон пишува. Значи, во неколку збора, без да правам спойлери, станува збор за во првиот дел гледаме едно мало рибарско место при кое што едно младо момче, кое што е цело време нарекувано момчето и него откриваме неговото име, заедно со неговиот пријател се придружуваат на тие рибарски, на сред зима, на тие рибарски бродчиња што одат да ловат, секојдневно исплавуваат и се враќаат. Меѓутоа неговиот постар пријател е интересен лик, тој цело време оди на секаде со загубениот рај од Милтон и сака поезија, сака литература, таква е уметничка душа. Меѓутоа кога ќе испловат, заборавајќи, толку е внесен во книгата што ќе заборави да си ја земе ветровката, и на самиот почеток на романот неговиот пријател буквално премрзнува до смрт на бродот. Момчето е во шок и ја зема таа книга и оди во поголемото место да ја врати на вистинскиот собственик. Оди таму и го наоѓа тој слеп капетан кој што живее во една куќа која што држи една многу интересна, интригантна господја која што е вдовица. Во очите на тие луѓе таа е премногу слободна жена, и во тоа место се собира, таа околу неа ги собира отпадниците, бунтовниците, оние кои што се на некој начин искористени од неколкуте трговци кои што ги злоупотребуваат селаните таму и печалат на нивна мака. И тоа е се во првиот дел. Буквално не се случува ништо посебно, може да кажете. Во вториот дел момчето кој што за мене е најдобриот дел, ова момче ќе го придржува локалниот поштар да однесат во недалечни, буквално така наречениот крајот на светот, одат да однесат пошта, и нивното патешествие од неколку дена е прикажано во тој. И може да си кажете, па добро, јас сакам книги што имаат акција, кои што се случуваат нешта. И во третиот дел гледаме што се случува, продолжува тамо каде што завршува вториот дел, во тоа место далечно, на далечниот север, се враќаат таму, има некаква разрешница, меѓутоа не се случува ништо спектакуларно, ништо што нема никакви заплети, никакви сложени. Меѓутоа начинот на кој што Стефансон пишува е толку поетичен, е толку убав, што самата проза се чита речиси како поезија. Вториот дел, всушност, јас го читав на англиски, тоа е The Sorrow of Angels. Ова е прозата и преводот на англиски
ова е нешто што ќе го препрочитувам и што е за мене ремек дело, особено овој втор дел. Со што се занимава Стефансон всушност и што е целата идеја, зошто солзите на ангелите и зошто помеѓу рајот и пеколот, значи на толку фин, на толку префинен начин ја прикажува суровоста на животот на овие луѓе, фатен им помеѓу рајот и пеколот, во смисла помеѓу она што можеби ги очекува или некаква поубава иднина и нивната сурова реалност во која што повеќето од времето од двај успеваат да преживеат фрлени во тие сурови услови, едни од најсуровите услови кои што ги има на планетата. И на толку поетичен начин преку овие ликови, преку тие мали кратки диалози, преку описот на природата, е опишана таа човекова борба за опстанок, таа човекова борба по смисла, по опстанок и во очи на најголемите страдања. Таа борба обстојува на секаде, меѓутоа прикажана во бавноста, во суровоста на овој живот на овие луѓе, преку прекрасна проза. Всушност солзите на ангелите, снегот кој што постојано паѓа, има сцени особено во вториот дел каде што момчето и поштарот одат низ снежна бура, поминуваат и таман кога мислите дека еве сега ќе има некаков happy ending, сега ќе излезат, бурата не престанува и постојано нивниот живот виси на конец. Се среќаваат со семејства кои што преживуваат, кои што и сепак и тука се провлекува, тоа има една прекрасна сцена каде што едно семејство живее изолирано тамо и кога ќе дојдат таа жена, всушност ќе му порача на момчето кога ќе стигнат во тоа поголемо место да ја донесе, да ја купи една книга, барем една книга и да ја донесе да ја врати таму. Значи ова е еден роман, една трилогија всушност која што треба да ја прочитате да сватите за што станува збор. Треба да се чита бавно, треба да се искуси прозата и да видите за што станува збор. Стефансон успева на еден многу фин начин, на многу суптилен начин низ таа прекрасна проза да постави многу на суптилен начин длабоки филозофски прашања на борбата на човековата борба за опстанок наспроти суровоста на природата, поставувајќи исто прашања за уметноста и литературата, желбата да се за таа духовна глад по литературата, по поезијата, спротиставена наспроти чистото преживување, потоа прашањата за дури и некои етички прашања за кои се тие луѓе што се отфрлени и отстранети од нели правилните, да речам, подобните социјални кругови кои се оставени настрана. Значи, низ тие ликови Стефансон поставува многу длабоки прашања, така што навистина ви ја препорачувам оваа трилогија. Толку од мене за ова видео, очекувајте во наредни денови уште видеа во кои што ќе зборувам за и други романи, ќе направам на рекапитулација и топ листа на моите омилени книги, најдобрите книги што ги прочитав во оваа 2022 година. Чувајте се, имајте убави празници и се гледаме со наредното видео. Чао!